Нов земјотрес со интензитет од 4 до 5 степени според Европската макросеизмичка скала е почувствуван ноќеска во Скопје и околината. Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Македонија ноќеска во 1 часот и 32 минути регистрира земјотрес од источниот дел на Скопското епицентрално подрачје со рихтерова локална магнитуда од 3,2 степени. Скопје и околината во изминатите 3 дена беа погодени од серија земјотреси, од кои насилниот беше регистриран во неделата во 15 часот и 10 минути со магнитуда од 5,3 степени по Рихтер. Членовите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и на Државната изборна комисија одржаа состанок за меѓусебно информирање и продолжување на соработката во пресред на предвремените парламентарни избори закажани за 11 декември. Дек во многу наврати кога имавме правни дилеми ни излезе во пресред со толкување на изборниот законник и ни помогна да нанесеме вистински одлуки. Помошта која што ни била потребна евентуално во овој значаен период кога треба да се спроведат изборите на 11 декември да заврши политичката криза, соработката ќе биде неопходна, помошта неопходна. Ќе дадеме максимум и како агенција и како ДИК да не бидеме никаква пречка за спроведување фер и демократски избори, изјави директорот на Агенцијата за медиуми Зоран Трајчевски. Од почетокот на мониторингот на медиумското известување во пресрет на изборите, агенцијата повторно започна да ја доставува на ДИК седмични извештаи за сите преземени активности. Со почетокот на кампањата ќе се испраќаат дневни извештаи. Сите материјали добиени од агенцијата ДИК ги објавува на својата веб страница. А председателот на Државната изборна комисија Александар Чичаковски смета дека надминувањето на законскиот праг на бројот на гласачи во изборните единици во земјата го доведува во прашање еднаквото право на глас. Според последните податоци на ДИК, во шестата изборна единица запишани се 310.721 гласач и има отстапување од 5,28%. Надминувањето на прагот од плюс минус 5% дефинитивно го доведува во прашање еднаквото право на глас на сите граѓани во Република Македонија, изјави Чичаковски средбата со председателот и членовите на Агенцијата за медиуми. Чичаковски рече дека во рамки на надлежностите на ДИК по редовното квартално ажурирање ги доставило податоците до Министерството за правда и до Собранието како надлежен орган да подготват и да донесат измени на изборниот законник. Останува на Собранието соодветно да го адресира ова прашање, рече председателот на ДИК. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер денеска повтори дека визите за турските државјани кои патуваат во Европската унија нема да бидат укинати се додека не бидат исполнети сите услови на Европската унија. Јункер тоа го кажа пред Европскиот парламент при крајот на својот годишен говор за состојбите во унијата. Во тоа своје излагање Јункер не се осврна на Турција, туку само накратко ги спомена односите со Анкара. Без промена на законот за борба со тероризмот, например, укинувањето на визите не би било можно, појасни Јункер. За елиминирање на визниот режим за граѓаните на државата вон Европската унија се поставуваат 72 услови. Турција досега ги исполни повеќето, но остануваат уште неколку неотворени. Анкара очекуваше дека по спогодбата со Европската унија за мигрантите, падот на визниот режим може да се случи во следните неколку седмици.